Драги приятели, вечер или по-точно кажано ноќеска, немав намера да ви се обраќам, но ме предизвика некои работи, посебно интервју што гледав и така натаму. Истака немав намера вечера повторно да зборувам за вакцините, но мора прво од нив да почнам. Затоа пред моето видео ви поставив, мислам, некои сајтови, посебно српски, од веб трибуне, кои зборуваат за некои малку ненормални работи, особено за Србија, која, кој што знаем, имат над 1.600.000 вакцинирани. Тоа го донесува нивниот сајт. Ако ќе погледнете сајтот на Светската здравствена организација, значи за вчера зборам, 15, они има 5201 ново заразени, 31 починат, вкупно заразени имат 526.112 граѓани, а вкупно починати 4778. Кога ќе споредиме со Република Македонија, која вчера имаше 999 заразени, вкупно починати вчера 24, вчера починати 24, вкупно имаме заразени 131.929, а вкупно починати 3.364 до сега. Значи, Македонија која не е вакцинирана, или многу малку да кажеме, само 8.000 сасоа подарок од Pfizerovата вакцина од Србија и 3.000 саса од Русија, е со 5 пати помалку заразени во вкупна бројка и 5 пати помалку заразени од вчера од Србија. Има само поголем процент на починати во однос на населението. Што тоа зборува? Дека вакцините кои се набуваат не се безбедни. Повеќе од нив служат, кој што вели доктор Несторич, подоцна за предизвикуваат рак, некои веднаш предизвикуваат несакани последици, особено Pfizerovата и AstraZeneca, од која сите се откажуваат, но Србија упорно ја набавува. И затоа српскиот сајт ви го постирав, се чуди зошто Србија набавува уште од AstraZeneca и Pfizerovата вакцина. Се зборуваше дека ќе прават заедно со Русија, ќе подготвуваат руска вакцина Спутник 5, но тоа ќе биде големо знак на прашање, март веќе половина помина, кога ќе престане короната, не знам дали ќе им треба таа више вакцина. Значи, од тие причини, значи по милион пати, 10, 15, 20 пати реков, од тие причини до сега не сум ја критикувал владата зашто не набавила вакцини, бидејќи кој новин аналитичар кој истражува овие работи, забележа дека само руската вакцина за сега е безбедна. Кој што ви кажа, кинеската факт е дека, кој што вели доктор Несторич, не дава многу несакани последици, но не дава некои резултати. А што се однесува за набавка или обид за набавка за манипулација, тоа си има органи во државата кои треба да го нададе што е законско, што не е законско. Моје само да анализирам и да ви кажам што треба да правите кога се опрашање вакцините, дали треба да се вакцинирате или не. Нормално, секој треба сам да одлучи, но многу од нас во паника, гледајќи како умират луѓе, како се заразуваат, од страв ќе се вакцинираат и сами ќе се самоубијат. За да вакцина биде безбедна, драги пријатели, треба најмалку 5-6 години да поминат за да се направи вакцина, не една година. А единствено во овој случај, значи која е правена на таа базата е руската вакцина, бидејќи она не е од сега направена, само додадена со некои составици, мислам дека ви го кажав и во претходното моје јавување, она е правена на база на ебола, значи вакцината е скоро 10 години стара, се предизвика ебола во Африка и кога еболата се разви, русите изфрлија вакцината и веднаш престана еболата. Значи сега само руската е безбедна и затоа нарвела, ја не знам на кого му служи владата во Србија, особено председател Александар Вучич и полухрватицата Ана Брнабич, која е премиерка,
кој упорно, без разлика што многу земји од Европската Унија ја одбиваат AstraZeneca, се откажуваат кој Италија, Норвешка и така натаму, Србија упорно набавува токму таа вакцина. Значи, кој ви кажа бројките, Србија не е 5 пати поголема од нас ни по население, ниту било по што. Оне најмногу 3 пати поголема. А вкупно заразени има токму 5 пати повеќе од нас. Не само вчера, и вкупно заразени. Единствено Македонија што има од неа во проценти повеќе починаци. Али кој ќе земете во обзир дека досега кај нас нема никој вакциниран, многу мал број, и то Pfizerот се воопште не препорачува, а за AstraZeneca воопште да не зборува, затоа внимателно. Исто така еден од руските средства донесува анализа на кинеските аналитичари дека трпението на Русија при крај, кога е сад во прашање, сад се обидува преко Јапан и другите да ја провоцираат. Русија поставува С-400 системи, а познато е дека имат најдобро ПВО системи, единствено имаат хиперсонични надзвучни ракети и оружје, значи сад се тука не мокна. И од тие причини сад почна да повлекува од Европа околу од 150 нуклеарни глави, ги смали на 100, најмногу се повлечени од Германија и од Турција. Зашто се повлекува? Тие се нуклеарни глави поставени уште за време на Студената војна, а интересно што не бара истото тоа да го направи и Русија. Кинески аналитичи иначе кажува дека трпението на Русија при крај, значи нема многу да толерира конфронтацијата со САД, мислам. И некако добро забележите и другите сајтови поедите, ќе видите дека САД во моментот трпи голем економски колапс, со тоа и воен колапс, значи ако немаш во економијата најти работи, немаш пари за војска. Сад планира чак и да го повлече F-35 гордо са нивна, бидејќи застарен модел, со него се поигра рускиот 35 Су-35С, со електронското, го одврати од бомбардирањето на Сирија. Значи, кој сака нека каже, мислам, да се разбереме, многу пати ви кажав, ја не сум за никој, ја сакам објективно мојот народ да знае. Значи, во моментот, сила војна зборам, и економска, тоа е Русија, благодарение на своите хиперсонично оружје, нормално и во економско поле добра, бидејќи 2/3 од природните ресурси токму Русија ги поседува. И кој ќе погледнете економската карта на светот, само и у минатото видео ви кажав, само Русија и Кина се во зелена зона. Значи, само они не се погодени со рецесија. Другите економии од тие причини се продолжува и си нови вируси пострашни, само се закри, но ако ги погледате што се случува во Белгија, Холандија, Германија, луѓето излегуваат на масовни протести, кај што полицијата масовно или брутално, се пресметува со нив, излегуваат против затварањето маските и сето. Гледа дека ова вештачка работа, дека не се работи за природно, дека е тоа бактерии. И се бара една страф од народ, но стравот кога ќе помине и кој ќе дојде гневот, тогаш доаѓаат и револуциите. И затоа треба се внимава што се работи, бидејќи ако дојде до хаос, тогаш нема да се знае кој пие, кој плаќа, а нормално први ќе летат глави на политичари, на богати луѓе, нема да влезат кај мене кај што не знам утре дали ќе доручкам и така натаму. Значи ќе влезат таму кај што има и тие што се на власт. Затоа памет у глава. И не се играјте со трпеливоста на народот. Ви кажав и го повторувам уште еднашка, многу е глупо да се напаѓа владата во овој момент, ако не може да набави руски вакцини, да набавува други. Тоа е кој да си пукаме сами во ногата. Другите вакцини не се безбедни. И малку ми трагикомичен беше Пандов, ворете што зборуваше за аферите, ако има податци, иако документи, ворете, но да зборува дека до сега сме требали да бидеме вакцинирани, за мене е ретардирана работа. Значи, до сега, ако имавме денеска
или по-точно, вчера веќе 999, денеска ќе имаме 2-3 сигурно заразени ако имавме вакцинирани. Затоа поубаво да се почека со вакцините. Ова е пролазно, ако што рече рускиот аналитичар, до 1 август мора да запре, инаку во хаос ќе одат и ратват на многу држави. Ви погледнете сад, пола од сад, значи кај што се републиканските републики, држави, се откажуваат од сите мерки, од носење маски и од се, додека во демократските држави, бидејќи сад е сојузна држави, се воведуваат строги полициски мерки и така натаму, а бројката на заразени и починати е иста, значи нема никаков ефект. Се работи за запрашување од воздух и за бактерија, кој што реков во многу пат. Затоа памет у глава, да не се бара со сила вакцини. Ако има некои афери, кој има докази, нека си бара, има за тоа. Но може да ви кажам кој е безбедно и што не е безбедно. Значи не сум така ни адвокат на влада, нити било што. Но за недостатокот на вакцини, ја велам дека Бог не сочувал до сега што не сме се вакцинирали, особено со Pfizerovата, AstraZeneca, после со Moderna, со James Jones, како беше во британската медицинска збор. Погледнете го сајтот на Светската здравствена организација, ќе видите земји, значи економски развиени, колку има почитани, колку има заразени, не со нас да ги споредите. Споредите со Русија. Ќе видите, сите се од Русија дупло помали, а троупло повеќе заразени и починати. Драги пријатели, посакувам убава ноќ, убав сон и уште еднаш ќе ви посакувам една работа. Да почнете малку главата да користите за друго, не само за шишење. Јавно не ја шишам, се бричам и потрошам со машинка, но се уште има нешто во главата. И затоа и користите го мозокот, а не тоа што ви над главата. Тоа е само за шишење. Поздрав и убав сон.